Почитувани гледачи, добар ден. Гостем во денешната емисија вашиот пратеник е пратеничката Иванка Василевска. За пријателите Ина, пратеничка, мајка на Марија, сопруга на Борис. Добре дојдовте во нашето студио и во емисијата вашиот пратеник. Добро ве најдов. По професија сте дипломиран правник. Пред да станете пратеник, работевте како професор и се уште активно работите на правниот факултет. Што ве мотивираше да влезете во политиката и дали тоа беше ваша желба и определба уште од средношколските денови? Ви благодарам на прашањето. Необично прашање, најчесто кога сум во јавноста зборуваме за теми кои што се поврзани со општествено-политичките прашања и многу ми е пријатно, морам да ви кажам, овде во студиото. Во гимназијските денови сонував дека ќе бидам уметник, сакав да бидам режисерка и пишував поезија, пишувам и до ден денеска и кратки раскази и многу сакав да читам книги, читав, мислам, навистина целото слободно време ми беше исполнето со тоа и мислев дека во животот ќе се занимавам со уметност. Но кога дојде време за одлука и кога се запишував на факултет, по традиција доаѓам од семејство на доктори и мојот покоен татко, професорот Бранко Василевски, беше професор на стоматолошкиот факултет, познат максилофацијален хирург. Мојата мајка беше професорка на медицинскиот факултет, професор по епидемиологија и статистика, професорката Кристин Василевска и мојот дедо беше доктор инфектолог, тетка ми, братучедите, во најголем дел обкружена со таа, да речам, хумана професија. Сите очекуваат дека ќе одберам медицина или стоматологија. Се очекуваше од мене, бидејќи ние бевме 3 деца, јас сум најстара, имам помала сестра Ели и брат Никола и се очекуваше дека јас прва ќе влезам, ќе продолжам по стапките на моите родители, но тогаш со една така сериозност седнав со мојот татко и му објаснив дека воопшто не се чувствувам подготвена да работам или да учам нешто што не можам да го разберам и не можам да се прилагодам. И му аргументирав детално, тој беше навистина голем советник и психолог и ми рече во ред тогаш што би сакала да бидеш ти, како се гледаш? И јас му ги кажав моите соништа, му реков, би сакала да бидам театарска режисерка, тоа е многу активна работа. Тука има спој на мојата желба денонокно да се занимавам со тоа што го сакам, да читам книги, да работам со уметност, да оплеменувам. Мислам дека тука ќе бидам најдобра. И тој рече, добро Иванка, но тоа е многу малку во однос на тоа што можеш ти да направиш, а не можеш да го видиш. И рече, јас ќе ти кажам еден совет и можеме да пробаме. Никогаш немаше притисок, секогаш имаше простор да се обидеме, да се изразиме сите тројца. За разговор, да. Да, потоа ако некоја одлука не беше како што треба, да се промени без осуда, со многу поддршка. И рече, јас разбрав дека на правниот факултет има одсек политички науки и веќе кога толку сакаш да читаш и да режираш, па биди во играта каде што навистина се прават промените директно, режирај го светот. И тоа на моја 18 годишна возраст ми беше фасцинантно, предизвикот беше прифатен и така појдов се запишав на правниот факултет. Во тој период она што бев сигурна е дека никогаш нема да се занимавам со политика. Во тој период, ако верувате, мојот интерес од таа уметност беше малку пренасочен кон новинарството, бидејќи правото, политичките науки имаат сродност со журнализмот, журналистиката и тој период кога немаше таква достапност на интернетот како што има денеска, имав можност да откриам голем број на светски новинарски имиња, меѓу кои најфасцинантна ми беше Оријана Фалачи. И се замислував дека еден ден можеби ќе бидам јас една македонска Оријана Фалачи која ќе прави интервјуа со големи ѕверки во политиката, во општеството, која што ќе донесе вистината до гледачите, која што ќе гради став
И така, тоа беше една моја желба која ме донесе да волонтирам тогаш во дневниот весник Вечер, во текот на студиите. Потоа, по неколку месеци бев префрлена како хонорарец во дневниот весник Нова Македонија. И оттаму морам да ви кажам дека без оглед на мојот првичен став, дека покрај се друго со политика нема никогаш да се занимавам. Често пати говорам по приватна сфера кога разговараме на овие теми со блиските, дека всушност политиката не ја барав јас, туку во даден момент таа ме побара мене. Како од денешен аспект гледате на принципите за кои секогаш сте се залагали и од кои никогаш не се откажувате? Морам да ви кажам дека иако нели делувам самоуверено, велат дека дури на луѓето им се допаѓа како говорам, дека ги разбираат моите пораки, што мене особено ми значи многу, бидејќи и мојот принцип на работа во надворешниот свет е да се симплифицираат работите до она наједноставно ниво, бидејќи само на тој начин ќе можете да бидете разбрани онака како што сте сакале да бидете разбрани. И морам да ви кажам дека до сега не се каам за ниту една постапка или одлука која што сум ја направила. Сите во себе носиме некои вредности и традиции кои без оглед на животните предизвици секогаш ги почитуваме и им се навраќаме. Што најмногу влијаеше за да ги стекнете вие овие особини кои што ги споменавме во претходниот разговор? Мислам дека јас сум производ прво на исклучителни дедовци и баби. Баба ми Иванка родила 5 деца, се грижала за голема фамилија и воспитала, нели, мојот татко беше нејзино 5-то дете, воспитала 5 деца кои на вистина сите исклучително беа кредибилни во текот на својот живот. Мојот дедо беше занајчија, слаткар, печалбар. Јас по татко потекнувам од мијачијата, од село Гари. Тоа ми е најомиленото место во Македонија. Таму верувам дека се уште самовилите играат на изворите и воздухот и небото и земјата имаат сосема поинаков ритам кога сте во тој дел. А тука морам да потенцирам дека најголемиот ментор и мојот најголем пријател беше токму мојот татко, Бранко Василевски. Него му го должам сето она што сум денеска јас. И кога размислувам, бидејќи повеќе не е меѓу нас, многу често, кога треба да донесам некоја одлука или кога сум во некоја недоумица, имам еден диалог самата со себе, каде што предпоставувам што би мислел во врска со одреденото прашање или дилема и откако добро ќе промислам, тогаш носам конечна одлука и верувајте, никогаш не сум се покаала кога сум го послушала неговиот совет. Она што го имам како воспитание, тоа е дека морате сами себе си да се изборите за да ве прифати светот онакви какви што сте. Би сакала тука да спомнам, бидејќи од мојата мајчина страна потекнувам од љубанско-битолската, нели, како да кажам, географска територија. Мојот дедо беше познат доктор инфектолог, Владимир Туџаровски од Љубојно, исклучително питом и исклучително надарен човек. Од мајка ми страната и баба ми Ели, тие беа франкофони, така што од моето детство во Битола, од многу рана возраст го засака францускиот јазик и го чувствувам како близок, бидејќи тие честопати своите мисли ги разменуваа токму на француски. Го спомнавме семејството како наша основна клетка, се подсетивте на вашите корени. Колку она што го стекнавте во семејството се обидувате вие како родител да го пренесете на помладите генерации и не само како родител, туку и во општествените прилики како професор на вашите студенти? Исто е односот, дури морам да кажам, тоа и честопати дома и со Марија го зборуваме, бидејќи секогаш сум сакала да имам многу деца, но биолошки родив едно. Марија сега веќе 23 години.
но имам многу млади луѓе кои, да речам, во одредена фаза во животот ја имала таа задача или тој повик, поттик, како сакате, да се нафатам и малку да повлијам и да помогнам во еден дел од нивниот развој. И многу сум горда, многу сум среќна кога тие личности ги гледам денеска веќе оформени, со своји кариери, градат своји семејства, имаат своји амбиции, се консултираат кога имаат потреба. Она што мене ме научиле дома, а тоа е дека ако ме удрат на улица, јас сум виновна, значи треба да внимавам на себе си, кај сум, што сум, да бидам присутна во целиот амбиент, како и дека се што сум стекнала треба да си го сработам, но кога ќе го сработам, треба и да си стојам достоинствено и да си добијам и заслужената награда. На истиот начин го воспитувам и моето дете и сите млади луѓе со кои што комуницирам и имам и професионална и непосредна соработка. Дали она што го стекнавте како знање и како искуство во претходната работа како професор ви помага денес во политиката? Навистина е интересно кога ќе се направи споредба помеѓу теоријата и практиката, особено ако се доаѓа од областа на општествените науки и се она што е поврзано со политичкиот систем. Тука е секако многу важен сегмент парламентаризмот, собранието, уставниот поредок и сите сегменти кои што го сочинуваат овој комплексен, сложен, современ, демократски политички поредок, кога ќе се доживе истото во пракса, како народен пратеник во рамките на еден изборен циклус, кога излегувате непосредно пред граѓаните, ја добивате довербата и влегувате во законодавниот дом. Неспоредливо е она што ќе го прочитате и што сте го усвоиле, сте го учеле со она што е жива материја, тоа е праксата. Морам да кажам дека некако се комплетираат двете работи, барем во мојот случај, бидејќи она што претходно го имав како сознание, овде со текот на времето се создаде една симбиоза врз основа на која што многу квалитетно и многу брзо можев да ги совладам сите препреки, сите предизвици, а она што е клучно тоа е да се создаде легислатива, да се подобрат законските решенија кои ќе бидат во интерес и применливи за сите македонски граѓани. Па од таму можам да кажам вака сосема накратко дека помага и голем да кажам предизвик и поттик тоа што претходно сум го работела и тоа што сум по професија, но сепак искуството е во рамките на собранието е оригинално и истото е неспоредливо со било која теоретска настава. На што ќе се посветите до крајот на вашиот мандат како пратеник и кога би сакале граѓаните да го запомнат вашиот мандат како пратеник во изминатите 4 години, која би била таа заложба што вие сте ја направиле како пратеник во Македонското собрание? Па, заедно со моите колеги во собранието, долг период работиме на тоа да ја подигнеме свеста не само внатре во Македонија, туку и во Брисел, дека граѓаните заслужуваат да бидат дел од Европската Унија. И сите мои заложби, сите мои активности, патувања, посебно изминатиот период, се насочени кон тоа на цивилизиран начин, со аргументи, да се објасни состојбата и разбирањето на македонските граѓани за неопходната потреба од почнување на реформскиот процес, отворањето на кластерите со кои што ќе ги решаваме барањата на Европската Унија, со што би можеле да дојдеме до еден успешен завршеток со кој ќе влеземе конечно и ќе добиеме можноста да станеме дел од европскиот организам. Доколку успеам и малку да се придвижиме до тој процес, а верувајте, навистина огромна енергија вложувам во тоа, ќе бидам многу горда, секако и како професор. Мојата желба е во Македонија да се донесе сериозно издржан закон за високо образование, кој што ќе направи рационализација, ќе го подобри статусот не само на професорите, туку и на студентите, ќе понуди наставни програми и ќе ги поттикне моите колеги
во кој што нели јас сум исто така дел, да работиме по квалитетна наука, да ги пласираме нашите научни тези и надвор од Македонија и со тоа да се представиме во навистина она светло како што заслужуваме, бидејќи верувајте, во Македонија има исклучително талентирани, способни луѓе. И не се само во една политичка опција, тие се насекаде околу нас. Но ситуациите и негативната селекција, па и позитивната дискриминација низ годините, голем дел од нив ги натераа да се повлечат, да замолчат, да имаат резерва кон многу од нештата кои што нели можеле да дадат придонес. Ценам дека е време и сме поминале таа нели временска дистанца или сме дошле до зрелост кога ќе можеме навистина да им помогнеме да се одважат и да се вклучат во општествените процеси, бидејќи кога сме сите заедно сме многу посилни. Ви благодарам за овој разговор и верувам дека со одговорите на нашите прашања ја доприлиживме пратеничката Иванка Василевска поблиску до граѓаните, каква е приватно, каква е службено, каква е како пратеник. Ви благодарам. Ви благодарам на можноста, ми беше чест. Се надевам дека им беше интересно на нашите гледачи.